Се вклучувам во Брисел со дописничката на Мија, Тања Милевска. Тања, добро утро. Добро утро, Саша. Ти спаѓаш на една помлада генерација, јас спаѓам на една постара генерација на која што одамна ни е здодеано од Брисел, од тамошните бирократски игри, од функционери кои не знаеш кого представуваат, своите национални влади или некаква европска бирократија, од разноразни изјави, контраизјави, деманти и тоа едно така 30 на години назад, значи не 30 дена. И изгледа дека се вративме во центарот на целата оваа, како да кажам, конвулзија, еден хаотичен прилично настан, таа дури мораше и владина делегација од Скопје да замине во Брисел за да се обиде да расчисти што всушност се случува околу нашето патување, ова долго патување во ноќта, што би рекол еден прочуен драмски автор. Тања, што се случува? Вчера е таму Заев, денеска продолжува. Какви информации вие слушате од страна? Па, тие се тие информации што ги имаш и тие што ги има јавноста. Мислам дека во добро време решија да дојдат премиерот и делегацијата за да се расчистат некои работи, бидејќи нели излегоа тие разноразни спекулации за одвојување на Албанија и на Македонија и мислам дека вчера високиот представник за надворешна политика Борел стави крај на тие спекулации на доста одсечен начин. Рече дека не се размислува, нема никаква намера во Советот на ЕУ, значи кај министрите, значи тие што одлучуваат за почеток на преговори, дека нема никаква намера тука да се одвојуваат Северна Македонија и Албанија, така што тоа барем е јасно и мислам секако дека не оди во прилог ни на Албанија да се одвојува од нас. Сега секако останува најголемиот проблема, тоа со Бугарија и тука многу ќе зависи од односот на другите 26 земји членки кон Бугарија. Добро, може ли малку појаснување за изјавите на Вархеј, бидејќи човекот не е многу наклонет кон Македонија, добро нему е ни во описот на работата да мора да биде наклонет, но ние кога ќе дојде некој ветер од Брисела потекнува од Будимпешта, ни се креваат морници, бидејќи знаеме која таму ситуација имаме со оној што пребега и што не чини кој знае колку политички, финансиски и на секој друг начин, за кој инаку не знаеме веројатно ни 1% од тоа што се прави таму, копа и така натаму. Вархеј постапува по некои будипештански теми и дневни редови или е сепак тоа нешто што во Европската унија се координира? Види, мислевме сите на почетокот дека може би се будимпештански ветрови. Меѓутоа, сега се појавува една друга анализа која што мислам дека е доста релевантна, а тоа е дека може би Вархеј со тоа што ја пушти таа бомба, односно пробен балон во јавноста, успеа да предизвика многу силни реакции од страна на земјите членки. Јас не знам дали тоа му била првичната намера или дали он има некакви други, не можам да спекулирам јас. Премногу вешто ми звучи тоа за вака да биде премногу еден далекусежен потез. Можеби човекот го има и тој капацитет, не знам. Не знам, стварно не е моје место ни као дописник нели да шпекулирам сега дали Вархеј и какви врски има со Будимпешта или не, али во секој случај со тоа што се отвори темата за одвојувањето на Албанија и на Македонија, се отвори исто така простор за клучни земји членки како Германија и Австрија да кажат не доаѓа во предвид и не само тоа, туку и самиот Борел вчера ничем изазван, значи оговедниот говор да каже ако една работа е точна, тоа е дека немаме намера да ги одвојуваме. Дали он сакајки или не сакајки направи услуга на Македонија со тоа Вархеј не знам, но барем за тој дел сега мислам дека сме на чист. Добро, јас не сакам премногу да те контекстуализирам, ама јас ова го говорам и заради тоа што прво ни дојдоа нон-пейперите од Љубљана, другарчето на Груевски, потоа ни дојдоа Вархеј изјавите од другарчето на Груевски Орбан, екстензиите, па потоа секако и во Софија ги знаеме на другарчето врските и бизнисите, милионски се таму не се мали, а овдека опозицијата е на цело време на таа линија, цело време
колку што повеќе гласно повторува дека се за брзи отворања преговори, толку прави се за да се блокира, ама тоа е домашна политичка тема. Како поминува Заев таму? Гледам дека се уште каде ќе тропне на врата го примаат, а излегоа низа земји од Шведска до не знам кој со поддршка за македонските напори и така натаму, за да потоа придеме малку и на Бугарија. Не, па релативно добро помина, дефинитивно мислам го прими председателката на Европската комисија, што е многу јасен знак. Иако после тоа нели се појавија разноразни шпекулации во некои бугарски медиуми, ама за тоа можам би подоцна го сакаш. Добро помина, мислам, он имаше после и во Советот имаше средби, излезе, не знам дали се Борел поврзано директно со посетата на Заев или не, но во секој случај, како што реков, Борел се огласи спонтано на таа тема, иако во рамките на својот за надворешни работи, проширувањето и процесот на приклучување кој не е надлежност, тоа е Советот на општи работи, ама да не досаѓам со техникали европски. Но во секој случај мислам дека, како што реков на почетокот, дека во право време дојде и имавме изјава после тоа исто така од порпаролите на Европската комисија дека Вон дер Лајен целосно ја поддржува европската перспектива на Македонија. Така што да, мислам дека уште е на добар глас тука. Таа европска перспектива, Тања, како што се гледа, ќе биде веројатно прилично трајно заглавена во Софија, бидејќи сите подлекуваат дека многу не сакаат, ама ништо нема да помине без Софија да се согласи, а Софија нема на ништо да се согласи, се разбира, бидејќи нема никаков суштински притисок кој што се врши врз неа да евентуално отстапи од оние радикални ветоистички мерки. Каква е позицијата сега на Софија во Брисел со оглед на тоа што ние сме слични земји и таму се политичките хаоси релативно слични на овие нашиве, секој владее со компликувани коалиции, со по неколку пратеници мнозинство, бугарите не успеа ни после овие избори да состават влада, ќе одат на нови избори. Тоа сето го пролонгира нашето прашање, а еве гледаме и прашањето на Република Албанија заедно со нас во еден релативно недогледен период. Какви се позициите на Бугарија сега во Брисел? Вака барем што е впечатокот? Од тоа што слушаме официјално нема промена во ставот. Мислам и јасно е нели од изјавите што доаѓаат од Софија дека нема промена, ама не би рекла дека нема притисок врз Бугарија. Можеби не е толкав колку што ние сакаме да биде, но не заборавај дека прв пат никогаш, например, во случајот со Грција не се случило да излезат земји членки, представници на европски институции и така натаму и да кажат дека ова е вето. Не е дека нема согласност, не е дека нема компромис со Северна Македонија, туку Бугарија блокира отворање на преговорите. И тоа прилично јасно што лани во декември беше кажано. Така што тоа е еден вид притисок јавен врз Бугарија. Сега треба да се види исто така што ќе биде со таа техничка влада, колку председателот на Бугарија ќе има. Тоа сакам да кажам, прашање за решение. Тоа сакам да кажам прашање каде може да се изврши веќе тој притисок во Софија, бидејќи тие се веќе со месеци во некаква техничка ситуација, нема министер технички кој што ќе се согласи за такви политички крупни одлуки, иако сега мислам дека ако Радев одлучи дека е клучно да го реши проблемот со Северна Македонија, мислам дека може да побара од техничката влада да го направи. Мислам дека е прашање на политичка волја, не на правни дека тој притисок за евентуална таква одлука на Радев нема да дојде од Брисел, ќе дојде од едно друго место, доколку дојде. Инаку во право ги сум, Тања, кога размислувам дека напротив сушност да македонско-бугарскиот спор, и тој напор не успева, но гледам дека натаму се обидуваат разни дипломати да најдат решение, да македонско-бугарскиот спор излезе од каналот на нашето продолжување на евроинтеграциите, да се разговара паралелно во периодот што предстои, да не биде причина за вето за започнување на преговорите. Дали во тоа има некаква промена на таа стратегија од страна на Брисел? Значи ми сецна во сред реченица, ако може само да повториш.
крајот. Аха, гледам, да. Значи, во право ли сум кога размислувам дека напорите и притисоците што се прават дипломатскиве деликатни игри се македонско-бугарскиот спор да се решава вон каналот на евроинтегративниот почеток на Македонија со Европската унија, да тоа прашање се дискутира, се дебатира, но да не биде причина за блокирање. Па секако, мислам, тоа е главната порака на македонската страна и главна порака и на земји како Чешка и Словачка. Не може билатерални прашања, посебно поврзани за јазик или за идентитет, кои што немаат никаква врска со било која аки на Европската унија, со било кој закон, значи нема никаква правна основа во рамките на Европската унија и во рамките на процесот на преговори да се дискутира за прашање како идентитет или јазик. Така што апсолутно мора и тука Брисел, Европската унија треба да бидат похрабри, посмели, појасни дека овој спор не може да се најде ни во преговарачката рамка, ни во нашиот процес на приклучување кон него. И тука е Брисел на Тања, за крај, какво е времето во Брисел? И тоа е важно прашање, зашто не? Ги има сонце или дожд? Ќе подобри запад како дојде одма изглед. Тања Билеска, дописничката на Мија од Брисел. Благодарам, Тања, како и секогаш значајно да расчистиме барем некакви што се вели тековни нејасноти и контроверзи кои доаѓаат од седиштето на Европската унија. Благодарам, Тања.